Корона пандемијата иницира над 90% пад на приходите на Штипската клиничка болница, изјави денеска за ТВ Стар директорот доктор Ален Георгиев. Финансиските приливи се сопрени кај овие ставки. Со почетокот на короната се прекинаа сите оние амбулантски прегледи кои што се правеа, се прекинаа сите оние, да ги кажеме, процедури кои што се со закажување или елективни, се намали бројот и на приеми во болницата и на пациенти и приливи. Условно кажано нормални околности, болницата дневно имала, да речеме, влесна можеби 120-140 хиляди денари. Во оние најкритични моменти таму кои беа во март, април и мај, се случуваше да имаме ден во кој што имаме по 6 до 7 илјади денари влез само од партиципации. Освен финансискиот, короната го редуцира и кадровскиот дел. Дел од нив беа заболени, дел во превентивен карантин, а останатиот се судривме со проблемот со оние оној наш персонал кој што е малку повеќе во години, кои што има повеќе хронични болести, значи тука отприлика едно 10% од вработените во клиничка болница Штип ги искористија оние мерки кои што тогаш владата ги донесе за ослободување на тие луѓе од работа, се со цел заштита на нивното здравје. Од денеска по неколку месечен застој започна со работа и пулмологија. Георгиев објаснува зошто досега оделот не работел. Нашиот вработен со почетокот на мерките за заштита од корона го искористи своето законско право, ние тука не можеме да влијаеме на тоа и затоа се створи еден, да кажем така, подолг период кај што имавме застој во тој дел, меѓутоа од денеска се пуштени повторно термини. Излезното решение, менеджментот во консолидација на кадровскиот дел го гледа во доставеното барање за вработување на 5 лекари, 10 медицински сестри и хигиеничари. Во моментов финансиската состојба се консолидира, расходите се намалени за над 50%, очекувањата се нормализација на финансиската слика до крајот на годинава. Добра вест е дека апаратурата не е во дел од проблеми иницирани од корона кризата. Сите се активни и работат без проблем. Ова е потврда дека добро изготвен и реално издржан бизнис план е најдоброто решение за последиците што ги наметна пандемијата.